Кавадарчани и каменичани повторно на едно место. Поводот за тоа беше гостувањето на хит комедијата Пасивно пушење, представа наградувана за најдобра машка улога. Ние имаме повторно можност да разговараме со вас втор пат за нашата Facebook фан страна виртуелен медиум во Македонска каменица, која ги пласира информациите од случувањата во нашиот град. Можете ли да ни кажете кои се вашите импресии со денешнава представа Пасивно пушење хит комедија која што е наградувана со најдобра машка улога? Овака, значи, прво една голема благодарност до Горан, директорот на оваа прекрасна институција, за тоа што пак за неполни 6-7 месеца ни се јави и не покани да бидеме гости во вашиот град. Амбиентот е како и оној пат, искрено вака, нели, и тогаш кажав, нели, Македонска каменица, никогаш не сме имале некоја соработка и јас искрено не знаев што да очекувам. Не знаев дали ќе има публика, дали ќе има одзив кај луѓето, меѓутоа и представата, нели, стюардеси, и сега ова, значи, Пасивно пушење докажа дека Македонска каменица има преубава публика. За големиот успех на оваа представа еден од виновниците е Јордан Витанов, кој е дел од Велешкиот театар, но за збогатување на квалитетот кај комедијава бил во режисерска функција, со што се докажува дека не мора да се работи само во матичниот град кога станува збор за уметноста. И секогаш се чувствуваме пријатно, ни е големо задоволство што секогаш се представите посетени од публиката. И тоа ја осмислува на некој начин целата оваа соработка, гостување и така натаму. Сега во театарот во Кавадарци се работи представа на текст на Реј Куни. Ја работи Диме Коцевски, актерот кој играше главната улога, тој ја режира и ќе биде премиера некаде околу Нова година, што сум јас запознаен. И се работи еден многу интересен проект за деца. Една наша колешка го работи театар на сенки, што многу малку е застапан на нашите и професионални дури сцени. И некаде пред Нова година ќе бидат премиерите и на другата представа. Се надевам дека ќе има будни на децата да видат таа представа овде, на вечерната сцена, таа комедија интересантна на Реј Куни, на кавадаречки диалект. Директорот на Кавадаречкиот центар за култура вели за да се создаде едно уметничко дело како што е театарот, филмот, ликовното творење, пред се е потребно ентузијазам, добра организација, но и соработка со другите институции, но секако и со локалниот бизнис сектор. Прво би се заблагодарил за овој краток разговор. Да се презентираме со нашето вечерашно гостување во Македонска каменица на Бифејс Инфо. Ова е во низа веќе оваа година. Втора соработка, гостување повторно со театарска представа во стартот. Би рекол дека можеме и со други некои културни проекти и со некои од другите дејности да соработуваме и не вака само ние да бидеме гости на почетокот, да не биде куртоазно, искрено кажувам, бидејќи гледам дека тука се случуваат доста интересни работи во овој прекрасен објект. Вчера имаше изложба на народни носи и видел дека таму во тие простори кога пристигнавме неколку часа пред представата работи интензивно тој фолклорен ансамбл или друштво, така да има простори за понатамошна соработка и за проширување на соработката. Едноставно ние како културни институции во оваа наша релативно мала држава мора да бидеме упатени едни на други. И без разлика на овие веќе главни денови почнати го реализиравме ова, би рекол, успешно од аспект не на само нашето представување, туку и од аспект на успешната организација на домаќините на Домот на културата од Македонска каменица, на прекрасната публика, на прекрасното гостопримство. Што се однесува до на што ние работиме, ние сме забрзано до година 2019 се навршуваат 90 години првата организирана театарска представа во Кавадарци. Така да ете некој неофицијален јубилеј, голем јубилеј, би рекол 9 децении.
И идната година ќе се случат најмалку 4 премиери театарски за целовечерни за возрастна публика и уште 4 до 6 детски представи. Комбинирани, детските ќе бидат комбинирани играни представи, куклени представи и театар на сенки. Во моментот се работи, баш пред мене разговараше со Димир Коцевски, толкувач на главниот лик вечерва на пасивно пушење за неколку дена, за пар недели или за 10 дена следи премиера во негова режија, ќе следи една новогодишна детска театарска представа, театар на сенки. Домот на култура Иван Мазов Климе во својата програма за иднава година има предвидено одбележување на 90 години од првата организирана театарска представа, манифестација на која ќе бидат прикажани неколку драмски остварувања за возрастни и млади и се упати отворена покана преку нас како локален медиум за учество и од Каменица, а дали тоа ќе биде преку образовните институции или пак преку културно-информативниот центар, зависи од самите установи.